чекам само со ова, не можам да се смирам. Бегаш само како мислиш да те стигнам. Baby, не сум тука да си играм. Арогана, али тоа е окей. Се прави важна уште од првиот ден. Вајбот на реплей. Се молам ова да е вистина, да не е фейк. Фейк како мелодија. Низ град со ки. Жените биле, се и ќе бидат исклучително важна и моќна движечка сила во општествата, особено во најтешките и безидејни моменти. Со нивното индивидуално и колективно функционирање во различни сфери, а се во интерес на подобар општествен, културолошки и цивилизацијски развој, допринесуваат за културолошка, економска и политичка еманципација, не само на жените, туку и на целото општество. Лидерските способности, споени со емпатичноста, одлучноста, упорноста, мотивацијата и бесстрашноста, ги карактеризираат жените за со одлучна и навремена реакција да создадат позитивен општествен развој. Жените низ историјата биле водачи и креатори на иднината. Жените во Македонија се похрабро се етаблираат во македонското општество. Македонија ја има првата жена председател, нејзината екселенција професор доктор Гордана Селјановска-Давкова. Но имаме жени во високи позиции секаде: бизнисот, науката, спортот. Дали мислите дека има некои квалитети како жена лидер што ги носите вие, што можеби мажите не ги носат? Мислам дека да, и можеби нема да признаат, ама знаат дека е така. Маргарет Тачер своевремено кажала дека ако сакате работата да се заврши, само жена може да ја заврши. Тоа значи дека се пристапува поинаку, способноста за мултитаскинг исто тука и аналитичко мислење. Тука јас секако можам да кажам дека имам и 25 годишно искуство од странство, кој го носам со себе, така да можеби тоа е една додатна вредност. Да се надоврзам со ова што го кажавте за странство, значи вие имате живеено во странство и тука во Македонија пред скоро си имате вратано. Кажете ми каква е разликата со животот тука и во странство надвор? Мислам дека постојат големи разлики пред се во начинот на живот, во навиките. Меѓутоа мислам дека многу работи се сменија, бидејќи јас си отидов во 1998 од Македонија и се враќав после 25 години. Тогаш беше различно. Сега гледам дека и младите повеќе се интересираат, повеќе се образуваат, постои Еразмус програмите, веќе не ни се потребни визи, може да патуваме, што значи дека и нашите млади со помош на технологијата може да ги имаат истите бенефити како и некој што се иде на пример во Америка или во Германија или во Англија. Вие постојано зборувате за енергетски реформи. Кажете ми како можат младите да помогнат во вашата мисија? Како можеме ние да помогнеме? Најпрво се надевам дека младите ќе останат во Македонија и своето знаење ќе може да го искористат. Пред се ние имаме одлични универзитети. Јас тоа што го советувам е секогаш да се отиде на некоја обука, на Еразмус, да се види како тоа функционира во Германија, во Холандија, меѓутоа сите тие практики да се употребат дома, бидејќи дома е дома. Секако младите се тие што имаат инспиративни идеи и тие се нашата надеж и секако имаат поинвентивни пристапи и се поразлични. Например, јас во мојот тим имам и луѓе кои се родени во 2000-та година и гледам еден поинаков пристап, значи не се плашат да кажат, да даваат своји идеи, се поконструктивни некогаш, така да со една синергија мислам дека ќе постигнеме одлични резултати. Дали некогаш сте се чувствувале потценети во генерално машко доминирана, како да кажам, работа? Секако да, во 2008 година не сакаа да дојдат на состанок со мене директорите во Црна Гора и во Албанија само затоа што сум жена. Така да тоа се случило 2 пати во мојата кариера. Едноставно не сакаа воопшто да дискутираат со жена. Кој е некој совет за млади девојчиња што би го дале сега од овој аспект? Од овој аспект да верувате во себе, да бидете искрени и да се едуцирате, значи да вложувате во себе. Ако сметате дека нешто може да направите, сигурно ќе направите, затоа што квалитетот се цени насекаде. Дали сте во Америка или сте тука, мислам дека ако сте квалитетни, ќе исплива тоа што вие го знаете. Ви благодарам многу. Вие имате запознаено многу луѓе во вашата професија. Дали имате некоја жена од Македонија или од надвор што ви е инспирација и зошто?
има доста жени што ме се инспирација апсолутно, некои од нив се јавни личности, некои не се. Првата нејавна личност е мајка ми. Апсолутно мајка ми, како и сечија друга, нели, мајка, таа е првата личност женска од која што ние, девојчињата, учиме и даунлодираме некои начини на размислување, начини на однесување и апсолутен модел како треба, но и како не треба. Значи, знаеш Кики како, ние треба да бидеме совршени во несовршеностите. И мајка ми не е совршена жена, меѓутоа многу научив од неа. А од јавните личности, прва која сега вака моментално ми падна на ум, еве гледаш и ние новинарите не знаеме да бидеме спремни на сите прашања кога од другата страна сме, ама прва која во моментот ми паѓа на ум е македонската председателка, Гордана Силјановска-Давкова. Зошто? Бидејќи ја знам многу од поодамна, ми беше ментор на магистерскиот труд и такви животни лекции слушнав од неа, бидејќи сме ја читале магистратурата пред во драфт верзија додека беше и излегува суштински реченици од таа жена на тема семејство, на тема како треба да бидам слободна, зошто треба да бидам слободна, зашто треба да се борам, и тоа никогаш не беше наметливо, секогаш беше суптилно кажано, секогаш беше без некоја величина од позиција на авторитет, туку многу нормална комуникација, жена со многу вредности. Дали мислите дека жените во Македонија имаат доволно услови за успех? Дали имаат доволно помош, доволно поддршка? Многу доцна научив, да не речам последниве 2-3 години, што никогаш не е доцна, нели, за нови работи кога треба човек да научи, но да сум ги сватала овие нешта порано, можеби поинаку ќе сум се развивала, но не сум несреќна, напротив, баш сум среќна. Сакам да кажам дека успехот и суштината, причината за успех се внатре во нас самите. Никогаш успехот не зависи од надвор. Да. Апсолутно никогаш. Колку и ова апсурдно сега да звучи, нели, половина можеби од гледачите и публиката твоја ќе речат како кога нема кај да се вработам, или фокусирањето на неубавите делови од општествениот живот ни носи нови неубави моменти. Но кога си одлучен со себе, однатре, што сакаш да правиш, како сакаш да го правиш, дали си среќен со тоа што го правиш, успесите се неминовни. Значи, љубовта и успехот е нешто што од внатре доаѓа кон надвор. Не е нешто што зависи од надвор, па за да бидеме успешни треба нешто да ни се случи. Не, јас се чувствувам апсолутно успешна жена, например. Дали мислите дека има нешто што го носат жените во лидерството, што можеби мажите не го носат? Мислам, тоа е кратко и јасно, интуиција. Женската интуитивна, ајде во политиката збориме, женската интуитивна политичност може да значи крај на војните, може да значи супер преговарачки, билатерални, мултилатерални, на маса разговарање, преговарање и така натаму. И всушност, кога жените повеќе би го воделе светот, нема да има војни, јас сум убедена во тоа. Вака глобално кажано или најпоетично кажано. Како би опишале родовата еднаквост кај нас? Како два збора или како фраза која тотално погрешно под А се разбира, а под Б се практикува. Значи, ниту ја разбираме родовата еднаквост, ниту ја практикуваме како што треба. Зошто не ја разбираме? Бидејќи има заради неедуцираност, ајде да не навлегувам во многу хронологија да углавиме, што би рекла ќерка ми. Неедуцираност, например, младите, да речеме, не ги обвинувам, тоа се брилјантни, твојата генерација, тие сега што дајат брилјантни мозочиња, значи фантастични деца. Но не може целата информираност и целото знаење да се добие преку социјални мрежи и преку тоа што е достапно. Значи, потребно е малку подлабока анализа. И заради таа неинформираност или површна информираност, имаат погрешна перцепција за тоа што е родовата еднаквост и потоа тоа се претвара во нешто друго, трето, па се комерцијализира, па се прават лоши кампањи погрешни кои потоа не се наивни, вродуваат со лоши последици. После да ве прашам, што би кажале на средношколската верзија од себе? Уау, Кики. Би кажала, никогаш нема да се плашиш. Ти искра можеш да го смениш светот менувајќи се себе си. Верувајќи во себе многу повеќе. Зошто не веруваш во тоа што се поседуваш и колку многу вредиш,
кое што не треба да се мери во оценки или во, не знам, положени испити или во рекордно време завршени постдипломски студии, туку се мери во суштина во тоа колку си автентичен, колку си искрен кон себе и колку со срце и со максимална посветеност го правиш тоа што го правиш. Стравот, драга моја искра, средношколке, може само да те врати назад, може да ти ги утапа сите соништа, може да те наведе на погрешни насоки. И тоа е само фикција на крајот на денот. Тоа е страв и не е реално сценарио, едноставно порака и до сите млади кики, до сите средношколци твои помали од тебе, сите генерации кои доаѓаат, во оној момент кога ќе почувствуваат трема или страв, дали од јавен настап, дали од што и да е, нека си помислат само дека постои едно друго сценарио што може да се измисли, а тоа е убавото.